Почитувани, еве како функционира селективната правда во Македонија. Денес започнува судското рочиште против граѓаните кои беа спречени да присуствуваат на седницата на Советот на град Скопје, на која мнозинството предводено од ВМРО-ДПМН одлучи да ги преминува улиците во Скопје. Граѓаните беа спречени и покрај тоа што седниците на Советот се јавни. Денес им се суди на граѓаните кои сакаат да го искажат својот став против преименувањето на улиците во Скопје, против бришењето на хероите од народно-ослободителната борба, потценувањето на жртвите и значењето на народно-ослободителното движење. Од друга страна, случаите кои не се однесуваат на лица блиски до неа, власта веднаш ги процесуира со кривични пријави кои експресно се спроведуваат. За инцидентот во кој беше искршен инвентарот, оградите и прозорците на општина Центар, за што постојат видеоснимки и фотографии на кои јасно се гледа кои се учесниците, досега ниту се знае дали има покренато некаква постапка, ниту дали МВР воопшто нешто превземало. И не е само тоа, дел од овие учесници беа наградени од страна на ВМРО-ДПМН, дури и со претседавачко место во Советот на општина Ѓорче Петров. Во Македонија ниту има правда, ниту има правна држава. СДСМ веднаш по промената на власта ќе го врати правниот и уставниот поредок во државата. Благодарам.